господин Джелал Барами. Сакам да бидам искрен и да ви кажам дека немав намера да дискутирам по овој закон, но вашата дискусија и дискусијата на неколку пратеници или реплики на ВМРО ДПМН ме испровоцира да се јавам по Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, кој што во голема мера е поврзан со претходниот Закон за градење, каде што вие во неколку наврати на колегата Јани Макрадули и на другите колеги од СДСМ се обидовте да наметнете една теза дека ние како пратеници не сме дискутирале по суштината на законот, туку сме се обиделе со политички квалификации да ја оспоруваме содржината на законот. Во интерес на јавноста, иако образложивте, измените кои што се предлагаат во еден дел се измени кои што се содржани во неколку закони, како што и вие потврдивте и Законот за град Скопје кој што беше повлечен од собраниска процедура, и не знам зошто овие два закони, Закон за градење и Закон за градежно земјиште, истата судбина не ја доживеа како Закон за градење, туку се уште се во собраниска процедура и денес ги дебатираме на оваа седница. Значи сте предвиделе како Министерство за транспорт и врски дека на територијата на градот Скопје, на општините во градот Скопје им се одземаат ингеренциите во делот на поставување на урбана опрема, која во интерес на јавноста ќе набрам што се подразбира под урбана опрема. Тоа е опрема во функција на туристички, културни, спортски настани, јавни санитарни јазли, тераси со или без натрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, рекламни и информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци, и да не што све потпаѓа под урбана опрема, бидејќи ќе ги наборам всушност сите надлежности кои што ги има еден градоначалник или една општина на територија на градот Скопје. Почитуван заменик министер, ќе беше многу наивно ние како пратеници од СДСМ да не ги разгледуваме овие измени во еден поширок контекст. Имено кај никого во јавноста не постои ни минимум дилема дека ваквите законски решенија или ваквите измени имаат една единствена цел. Тоа е да се направи уште еден атак врз градоначалникот Андер Женовски и општината Центар. Без разлика што вие можеби во второ читање ќе прифатите амандман со кој што ингеренциите ќе се вратат на општините на градот Скопје. Не можете да не убедите, а и тоа се гледа од дискусиите на пратениците на ВМРО ДПМН, дека сте пресметале дека во овој момент е премногу и ова на Центар, и затоа ова ќе го одложите на некое определено време и во некои други поинакви околности повторно ќе дојде на дневен ред. Дали во овој закон или во некој друг закон, тоа ќе остане на времето да покаже. Зошто го зборувам ова? Почитуван заменик министер, иако го представувате помалиот партнер во владачката коалиција, сакам да ви кажам дека вашата позиција во владата нималку не е наивна. Вие не можете да останете неми наблюдувачи на целокупната ситуација која што се случува со Андер Женовски и општина Центар. И затоа можам да ви кажам мал милион факти, али ќе ви набрам неколку кадровски. Под ваши ингеренции како заменик министер е Државниот инспекторат за урбанизам. Во исто време, Собраницката комисија за транспорт и врски ја води почитуваниот колега Реджел Исмели, кој е пратеник од редовите на ДУИ, како што е неспорен фактот дека Тахир Хани е министер за локална самоуправа, како што исто така е неспорен фактот дека Државниот инспекторат за труд е во рацете на кадар на ДУИ. Не треба ништо друго да проверите, проверете ги следните информации. Колку пати инспекторот или Државниот инспекторат или представници на Државниот инспекторат за урбанизам или представниците или инспекторите на Државниот инспекторат за труд по налог на владата престојуваат во општина Центар и на секаков можен начин се обидуваат да обструираат работата на градоначалник. Проверете дали во општина Центар може да се вработи било кој нов
на работни места предвидени во систематизацијата кои што се празни. Проверете кои седници на совет од страна на Државниот инспекторат за урбанизам се проверуваат и се предмет на ревизија. Сите оние на кои што урбанистичките планови ги предлага ВМРО ДПМН не поминуваат. Проверете колку пати и на каков се начин оваа влада или владеачкото мнозинство ја обструира работата на општина Центар. Значи, во поширок контекст ние не можеме да излеземе или да не ги гледаме, да не ја гледаме политичката обсесија по секоја цена да се фалсификува волјата на граѓаните на општина Центар. Значи, ја не можам да сватам колку време е потребно на оваа влада и на ВМРО ДПМН да свати дека општина Центар или граѓаните на општина Центар во неколку наврати му кажуваат не на Груевски на ВМРО ДПМН. Така беше на парламентарните избори 2011 година, кога опозицијата победи со 3.500 гласа разлика во општина Центар, така се случи и на локалните избори со трите круга во кои што не ВМРО ДПМН проба да ја оспори победата на Андре Женовски и на СДСМ. Затоа, почитуван заменик министер, вие не можете да се амнестирате од тоа што се случува и што му се прави на Андре Женовски на општината Центар. Еве ви уште еден пример. Денес, бидејќи ВМРО ДПМН или советниците на ВМРО ДПМН во Центар сакаат да го глумат Бамби. Демек, тие се наивни и конструктивно се однесуваат во интерес на админување на ситуацијата со апсењето или притворањето на Мирослав Шиповиќ. Значи, претходниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН свесно и со умисла ги оставил ингеренциите за располагање со неизграденото земјиште во општина Центар, гадежно земјиште, на Министерството за транспорт и врски. Ама Андре Женовски сака тие ингеренции да се ги врати во рамките на општина Центар. За да тоа се случи, господин заменик министер, треба да се донесе програма за управување со градежно земјиште. И бидејќи поради притворот на Мирослав Шиповиќ, таму ситуацијата е пата-пата, односно нема мнозинство, 11-11, овие добриве советници од ВМРО ДПМН денеска гласале против, значи гласале против усвојувањето на програмата за управување со градежно земјиште, за да не може градоначалникот Андре Женовски да ги добие ингеренциите да управува со неизграденото градежно земјиште во општина Центар. И внимавајте кое е лицемерно образложение. Не требало да се брза, можело да се почека неколку месеци. Значи, кога ќе треба да се избере нов председавач вчера на Советот на општина Центар, тогаш треба да се брза. Тогаш му одговара на ВМРО ДПМН. А кога не му одговара, кога треба земјиштето да се раскршмува и владата да го раскршмува понатаму, тогаш може да се чека и неколку месеци. Толку од политиките на ова владеачко мнозинство. И почитуван заменик министер, вие, пак ќе повторам, не можете со такви жолчни дискусии или навреди кон СДСМ да се амнестирате од одговорност. Како заменик министер, како бидејќи имате и претседател на Комисијата за транспорт и врски, требаше оваа работа да ја санирате многу одамна и денеска да не дебатираме за одземање на ингеренции на општина Центар. Значи, повторувам, општина Центар е целта. Ниту еден друг градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и некој друг во Скопје нема да има проблем со ваквите законски измени. И сосема на крајот сакам да проговорам за Шиповиќ, без при тоа да се ставам или да бидам обвинет дека ја вулгаризирам целата ситуација. Значи, никој, погледнете неколку анкети во изминатиот период, никој во Република Македонија не верува дека апсењето на Шиповиќ не е политички мотивирано. Дека нема докази во постапката, без да ја земам улогата на судија на јавен обвинител, е фактот што намерно беше распишана на меѓународна потерница за да господин Шиповиќ биде задржан во екстрадицијски притвор во Австрија, за да во сиот овој период ВМРО ДПМН треба да се ги среди работите во општина Центар и да прави притисоци колку што е можно повеќе врз Женовски и мнозинството во Советот. Јас верувам дека во судот ќе преовладее разумот и кога ќе се врати во Македонија, на Шиповиќ ќе му биде возможно да се брани од слобода. А ги повикувам пратениците на ВМРО ДПМН и вас, ако вие сте партнери или ортаци во истата приказна, да бидете многу почести и да даете друг предлог.
Дајте да укинем општина Центар и да ја Кажановски градоначелник да ја припоиме кон општина Аеродром. Тоа ќе биде многу честно и отворено, барем ќе си ги покажете вистинските намери. Се друго е фарса.